Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Мирон Презвитер, светиот маченик Патрокло, преподобниот Илија Калабриски и преподобниот Алимпиј иконописец Печерски. Светиот маченик Мирон Презвитер бил свештеник во некое место во Ахаја, од богат и угледен род, по природа благ и кроток, боголюбив и човеколюбив. Во времето на царот Деки, а на самиот ден на рождеството Христово, нагрнале незнабожците во црквата, го извлекле Мирона од службата и го ставиле на маки. При мачењето во огнот, ангел му се јавил и го подкрепил. Потоа почнале да му ја сечат кожата на ленти, од главата па се до нозете. Маченикот дофатил една таква лента од својата кожа и со неа го удрил мачителот судија в лице. Судијата Антипатер, разлутен и надвор од себе, зел меч и се убил себе си. Најпосле го одвеле Мирона во градот Кизик и таму со меч го погубиле во 250-та година. Поуки од светите отци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера. Таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антониј Блум. Светиот маченик Патрокло, граѓанин на градот Трикасин, сегашен Тру во Франција. Наследил голем имот од родителите и како вистински христијанин, од тоа им давал милостина на бедните по цел ден, а самиот живеел подвижнички, земајки храна само еднаш дневно и тоа по заоѓањето на сонцето. Поради светоста на животот, Господ му дал моќ на исцелување, така како чудотворен исцелител бил насекаде познат. Царот Аврелијан, доаѓајќи во Франција, наредил да му го доведат Патрокла. Светиот Патрокло ја изјавил пред царот својата вера во Христа и не затаил ништо. Ако сакаш, цару, нешто од моето богатство ќе ти дадам. Оти те гледам беден, му рекол светиот Патрокло на царот. На тоа царот му одговорил: како ти ме нарекуваш беден мене, царот кој има безбројни блага? Светиот Патрокло рекол: имаш само овоземни минливи блага, но си беден, оти ни самиот себе си се немаш, ниту верата Христова ти е во срцето. Бил осуден на смрт и предаден на војниците да го одведат во некое блато, крај реката и тука да го исечат, а телото да го остават во калта. Но светителот се молел на Бога да не му остане телото во тоа блато и по Божјата сила тој одеднаш постанал невидлив за војниците и бил пренесен на другата страна на реката. По долгото барање, војниците го нашле и го исекле на едно суво место. Двајца питачи на кои Патрокло често им давал милостина, наишле по тој пат, го познале телото на својот добротвор и честно го погребале. Поуки од светите отци. Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме.
Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната. Ние го сфаќаме значењето на оваа или онаа ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински. Преподобниот Илија Калабриски, грк по потекло и настојател на манастирот Меликука во Калабрија, во јужна Италија. Во времето на иконоборството на исток, многу источни монаси прибегнале со иконите во Калабрија. Со време во Калабрија многу се распространил монашкиот живот. Калабриските монаси се одликували со голема ученост и со голема строгост на животот. Едно време толку многу православни манастири и монаси имало во Калабрија, што ја споредувале со древниот Мисир во Египет. Православната Калабрија подоцна низ вековите потпаѓала под власта на охридските архиепископи. Преподобниот Илија се упокоил во Солун во 903 година. Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој сопствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бранд што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Преподобниот Алимпи, иконописец Печерски. Изобразувајќи ги ликовите на светителите на дрво, тој ги изобразувал и нивните добродетели во својата душа. Исцелил човек од губа, видел ангел Божи и во старост завршил мирно во Господа, во 1114 година. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја
Твоїх.